Адвокатите на обвинетите во случајот со Кочани бараа да се спои постапката со онаа против 13 полицајци обвинети за тешки дела против општата сигурност. Ивана Коцевска, бранителка на сопственикот на дискотеката, рече дека се работи за ист предмет, а одделни постапки, што може да донесе различни одлуки. Различните судски совети може да донесат различни заклучоци за истиот кривично правен настан, што може да резултира со одлука за повторување на некоја од двете постапки. Повеќе лица се обвинети за исто кривично дело, за ист кривичен настан, а се водат различни постапки пред ист суд. Според законот за кривична постапка, судот треба да ги спои постапките, за да се спречи донесување на две различни пресуди за ист настан. И адвокатот Петре Шилегов се согласи со барањето на Коцевска, кој истакна дека е неопходно спојување на постапките за да се почне вистинско судење за овој предмет, а со ова се согласија и сите бранители на обвинетите. Судечкиот совет се повлече пошто донесе одлука да не го прифати ваквото барање со образложение дека тоа би довело до одолговлекување на постапката. Предлогот на одбраната се одбива поради ефикасноста на постапката. Овој предмет веќе е во доказна постапка и тоа би довело до дополнително одолговлекување на процесот. Од јавното обвинителство истакнаа дека тие не се надлежни за кривични постапки во кои се обвинети полицајци и дека има обвинители во специјализираното оделение во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Ова прашање за надлежноста е надминато уште на почетокот. Зачудува барањето за спојување на постапката кога одбраната многу пати приговарала за обемноста на предметот и бројот на обвинети лица. Не сме овластени да постапуваме по предметот друго обвинителство. Случајот со 13 мината полициски службеници се води, бидејќи тие вечерта на 16 март биле на должност и се наоѓале во дискотеката Пулс и требале да го спречат активирањето на пиротехниката, поради кое и настана пожарот. Инаку на денешното рочиште беа повикани четворица сведоци кои говореа за тоа што се случи таа ноќ. Мартина Ристевска, која вечерта била во дискотеката, рече дека со својот мобилен телефон случајно го снимила настанувањето на пожарот, бидејќи ја снимала групата ДНК како настапува. Откако пејачот рекол дека сите треба да излезат, се направила огромна гужва и сите се упатиле кон врата така да останале заглавени, но дека во спасувањето многу помогнале членовите на обезбедувањето.